Директорот демонстративно ја напушта седницата бидејќи веќе нема што да каже на оваа седница, очигледно. Жестоко и тензично беше денес на воредната седница на Штипскиот совет свикана по барање на СДСМ со единствена точка на дневен ред – усвојување мерки за справување со снегот. Ситуацијата ескалираше откако на говорница се качи директорот на ИСЕР кој обвини дека одговорност за снегот бараат оние кои ниту сметките си ги платиле, ниту дворовите си ги исчистиле. Овде советниците на Социјалдемократскиот сојуз ни даваат набавка на доволни количини на абразивен материјал да набавиме и обезбедиме на ДВК набавка на доволни количини на абразивен материјал. Ние не можеме да набавиме абразивен материјал затоа што дел од советниците не ги плаќаат сметките за вода, како што е Костова Марија, која должи 23.467 денари. Доколку ги плати, може да ме тужите, ќе земе абразивен материјал. Сметките Тодоров Мики должи 36.850 денари. Кога Тодоров Мики ќе ги плати сметките, тогаш ќе набавиме абразивен материјал. Што се однесува до вишокот на вработени во администрацијата, администрацијата на јавното предпријатие ИСАР не ви е слуги да ги чисте вашите дворови. Еве с председателя слики на вашите советници. Ова се слики на господинот Јане Миланов каде не му е ичистен двор. Ова се слики на господинот Мики Тодоров каде што не му е ичистен двор. Ова се слики на советничката Марија Костова каде што не е ичистен двор. Значи, во изнесување на лични податоци. И затоа вие не сте должни тука. Таа седница не е за тоа. Затоа, значи, ако јас си должам, има си, можете да ме тужите и јас дали ќе си ги платам или не. Како не ви е срам? А за тоа, дали јас сум исчистила или не, че јас живеам во зграда, вие сте ме помешали со некој друг. Затоа треба да си го прозивате директорот на музеот Читкушев, што прв не станал да дојде да изчисте пред зградата и да видиме сите од него пример дали е изчистено или не е изчистено. Мојата сметка за вода е 0 денари. И прв, не само сега, уназад, со години. Значи, она не ги подмирува основните трошоци кон јавното предпријатие ИСАР, а дискутира за јавното предпријатие ИСАР за неговата иднина. Како вас не ве срам? Нова дискусија и предходеа низа на мерки кои СДСМ ги предложи како еден од начините за справување со снегот, кој според нив ИСЕР и Стипион не го исчистиле како што треба. Набавка на доволни количини на квалитетен и соодветен абразивен материјал и обезбедување на адекватен начин и место за негово депонирање. Значи, во недостаток на соодветна опрема и механизација на јавните предпријатија, ангажирање на приватни фирми за редовно и навремено чистење на улиците. Вишокот одработени во администрацијата, што е резултат на партиските вработувања во јавното предпријатие ИСАР, наместо популистички работа да се ангажира во реката Отиња, да се искористи за чистење на тротоарите. Измени во буџетот на општина Штип за 2017 година во насока на обезбедување на средства во буџетот за набавка на барем 2 машини за чистење на улиците во зимски услови. Материјал беше набавен како што треба, си има фракција 1, 2, 3. Факт е дека Дирекција за заштита и спасување има склучен договори со приватни фирми и согласно насоките на управувачкиот комитет за справување на кризи не беше дадена на располагање една компанија. Тоа беше компанијата Колетранско, има склучено договор со Дирекција за заштита и спасување, која се вклучи со своји 4 машини. Ова година, во делот на механизацијата, ние набавивме 3 возила во Стипион, што се нема случено за последните 50 години. Факт е дека Советот на општина Штип ќе тргнем од долгорочните, трајно квалитетно решавање на просторот. Донес одлука со кој на Стипион му дадовме простории и плац во Новакова чешма. Тој плац му е дадена како трајна база. И таа е веќе во функција, можеби не 100%, веќе функционира. После неколку часовна жестока кавга предлозите на СДСМ беа одбиени, а предлогот на градоначалникот овој месец советничките паушали наместо во джебот на советниците да завршат кај работниците на ИСЕР и Стипион кој 24 часа работеа надвор, воопшто и не беше ставен на гласање.